Пукна тиквата меѓу СДСМ и ДУИ во очи на претседателските избори. Додека Заев во завиена форма се обидува да ги сокрие коалиционите на согласувања, првиот интегративец Ахмети јавно му порачува дека високи представници на СДСМ прават неодговорни потези. Се уште би сакале да се договорат за заеднички кандидат, но вела дека нема бланко да го поддржат она што ќе го одлучи СДСМ на Конгрес, без и тие да бидат консултирани при изборот. Излегуваат со изјава дека ќе прават Конгрес, на туѓа свадба не одам, ниту на свадба не поканет не одам. Овие неодговорни потези на СДСМ на неколку нивни високи представници се некоректни. Ние не сме ничија патерица, ниту пак сме нечија опашка, ниту претходно на Груевски, ниту сега на Заев. Направивме длабока анализа и решивме да излеземе со наш кандидат. Ковали ДУИ стратегија како да го билда својот рейтинг, па устава простор предстојните избори да бидат мегдан за македонските партии. Дека коалицијата СДСМ ДУИ стои на стаклени нозе, говорат и бројните спротивставени изјави на двоецот Заев Ахмети. Одлуката на интегративците сами да ја трчат претседателската трка оставаат простор доколку не се избере претседател во првиот круг, во вториот ДУИ да одбере кому ќе ги припише гласовите. Дополнителен проблем за СДСМ представуваат и помалите коалициони партнери кои наместо да го поддржат нивното решение, најавуваат самостоен настап во изборот за претседател. Тоа значи дека дополнително ќе се двојат и гласовите на гласачите, па Заев ја нема комоцијата како на последните избори. Од друга страна пак истражувањето на јавното мислење говори дека опаѓа довербата на граѓаните во владеачката партија. Алфа од своји извори во СДСМ дознава дека последните мерења на рейтингот покажуваат дека опозицијската ВМРО ДПМН води кај вкупниот број гласачи, а разликата е посебно изразена само кај македонците. Социјалдемократите се уште тактизираат дали да се оди на предвремени избори и да се пресретне падот на рейтингот пред тој да биде драматичен или да се остават уште 2 години период во кој ќе се обидат да го поправат имиџот во јавноста. До петок најдоцна собранискиот спикер Талат Џафери треба и официјално да ги распише претседателските избори кои треба да се одржат на крајот на април.